Почнуваме со вестите. Новото време носи и нови проблеми. Постојаното користење на IT технологијата од страна на децата може лесно да го загорчи животот на родителите, а истовремено да им ги испразни и банкарските сметки. Експертите советуваат родителите почесто да ги прегледуваат телефоните и компјутерите на нивните деца. Децата да играат и спортуваат, наместо да седат пред компјутери. Креативните игри, читањето и пишувањето одамна се веќе заменети со таблети и смартфони. Граѓаните сметаат дека постојаното користење на IT технологијата ги затупува децата. Родителите треба да водат грижа да ги усмеруваат, да не ги остават по цел ден, да. Мене голема керката, она избегава колку што може, знае, свесна е дека нема корист од тоа многу. Ако има работа на него. Во виртуелниот свет многу лесно може да се манипулира, посебно со децата. Сведоци сме на лажни профили кои лесно можат да ви го загорчат животот. Позади тој лажен профил може да се крие педофил или хакер, кој со само една порака може да ви ги собере личните податоци, а истовремено да ви ја олесни и сметката во банка. Големо внимание треба да се обрати на пораките од типот добитник сте на награда или патување, објаснуваат експертите. Се користи во тој момент систем на собирање на лични податоци. Во тој случај има шанси некоја машина во светот да ги собере вашите лични податоци, ако личните податоци се поврзани и во самиот компјутер. Дури може да се активира софтвер кој што може да ги собере податоците и од самиот компјутер. Ако на самиот компјутер има инсталирано од клучевите што се денес користат за електронски подпис, дури и тие податоци може да ги собере и тогаш безбедноста на самиот човек е компрометирана. Минатата година телевизија Ирис ја објави аферата со банкарските сметки, кога од Сејшелските острови хакери успеа да влезат во системот на една македонска банка. За среќа сметката на неколкумината штипјани биле празни, па хакерите не успеа да извлечат ниту денар. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип има нов координатор. На местото на Трајче Димков е Иван Јорданов. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип се поднови со нов координатор. На местото на Трајче Димков доаѓа Иван Јорданов. Примопредавањето на функциите беше со свечена седница. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во континуитет постигнува силни резултати. Обврската и одговорноста е голема и на Иван како млад, меѓутоа јас верувам во него, во неговите способности, квалитети и храброста и пред се младост. Верувам во оно што го сака, бидејќи ми беше еден од најблиските соработници и му посакувам да работи честно, праведно, еднакво, принципиелно кон сите, да го продолжи патот на претходните и само така ќе се направи успех и јас верувам дека ние со него на следните локални избори ќе имаме победа. Јас апсолутно ќе се вложам максимално во ова што тој го има како наследство, бидејќи тука не застанува и мојата кариера и политичка обврска. Јас чувствувам морална обврска, бидејќи тој беше еден од моите најблиски соработници, деноноќно знаеше да бдее, да биде со мене, така да и моја обврска и јас тоа да го правам. Така да јас ќе се потрудам колку што можам максимално да се трудам и да му помогнам во сите тие активности и акции кои треба да се спроведат. Аманет да биде чесен, праведен, истраен, принципелен, како што е храбар, квалитетен, способен и пред се има младоста. И мислам дека тоа ни е најголемата предност во овој момент и на овие избори. Јорданов ќе се посвети одговорно на функцијата, очекува соработка со сите партиски членови. Самото тоа што треба да видам прв меѓу еднаквите представува голема чест и задоволство, но во исто време и голема одговорност. Не само спрема членовите на ВМРО ДПМН, туку и према граѓаните на општина Штип. Пред се заради тоа што благодарение на политиките на ВМРО ДПМН се реализираа во Штип низа проекти преку кои што Штип го доби епитетот Центар на Источна Македонија, административен центар на Источна Македонија. Самото тоа по себе е голема чест, но исто така и голема одговорност, која што се надевам дека со помош на поискусните, постарите, повозрастните членови, но со помош и на младите, новите членови, ќе успееме да го оправдеме епитетот Центар на Источна Штип како Центар на Источна Македонија, а ВМРО ДПМН како најодговорна политичка партија која што ќе има одговорност да го води Штип во наредниот период.
Локалните избори се ближат, а истите ќе покажат дека ВМРО ДПМН е партија за респект и се очекува победа. Ни престојат локални избори, така да ние сме убедени дека благодарение на сите проекти кои што во изминатиот период беа реализирани и на проектите кои што во идниот период ќе ги презентираме и ќе се реализираат во иднина, сметам дека ќе ја добиеме поддршката од граѓаните и ќе успееме да бидеме власт локална во моментот во Штип. Новиот општински комитет на ВМРО ДПМН во Штип ќе биде симбиоза од искусни и млади членови, каде треба сите да го покажат она што најмногу го знаат и умеат за добро на партијата и добро на демократските процеси во Република Македонија. Во Штипско Ново село веќе 20 години со панихида и посета на плочата на Тодор Александров се одбележува денот кога е убиен првиот претседател на историското ВМРО. Убиен е на Пирин планина во близина на селото Сугарево. Со панихида во црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Ново село денеска одбележена 93 годишнината од убиството на Тодор Александров. На панихидата присуствуваа штипските пратеници од ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија, градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев, членови на патриотското здружение Тодор Александров и жителите на Ново село, кои 20 години поред си организатори на настанот. Според нив, оврска и чест е секоја година на 31 август да се потсетат на ликот и делото на Александров, кој е родом од Ново село. Според многумина негови современици, е еден од највлијателните председатели на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа е апостол на организацијата и според многумина е најсветлата точка на целокупниот македонски револуционерен дух. На панихидата заеднички присуствуваа и членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН и на ВМРО Народна, кои неколку години наназад одвоено го одбележуваа денот на убиството на Александров. Иванов најави дека во иднина во согласност со принципите на Сдруженијето ќе организираат и други помени и свечености за останатите личности кои се по потекло од Ново село и кои оставиле траен белег во македонската историја, наука, култура и уметност. Тодор Александров е убиен на 31 август 1924 година на Пирин планина во близина на селото Сугарево. Предстојат локалните избори и токму затоа во Штип денес Државната изборна комисија реализираше обуки за општинските изборни комисии од источниот регион. Државната изборна комисија од денеска почна со обуки на општинските изборни комисии во источниот регион. Сашо Срцев, член на ДИК по денешната обука на општинските изборни комисии од Штипскиот регион, истакна дека членовите и нивните заменици ги запознаваат со новините кои ги имаат при спроведувањето на локалните избори. Новини во ова е што Државната изборна комисија направи прирачник кој на седница го усвоивме, на тој прирачник ги утврдивме основните работи на кои требаат општинските изборни комисии да внимават. Срцев истакна дека во источниот регион проблеми со општинските изборни комисии немаат при спроведувањето на избори, без разлика дали се парламентарни, председателски или локални избори, а за што говори и минималниот број на приговори кои ги добиваат од политичките партии или од подносителите на независните листи. Не се сомневам дека оваа едукација ќе помине како што треба. Новина е денеска што локалните избори имат малце повеќе работа за општинските изборни комисии. Општинските изборни комисии денеска тоа ќе работиме по однос на примање на листите. Листите последен ден на примање се 14 септември и начинот чекор по чекор што треба да проверат и како да постапат при примање на листите. Тоа ќе биде основната, а вториот дел ќе биде за денот на избори, новините, упатствата и така. Срцев додава дека комуникацијата меѓу ДИК и општинските изборни комисии е одлична, а веќе е извршен изборот на нови членови и нивни заменици на избирачките одбори, бидејќи на претходните им помина 4 годишниот мандат.
Тече рокот за доставување на независни советнички листи и на независни кандидати за градоначалници. Во источниот регион, само во Кочани, е доставена една независна советничка листа, за разлика од западниот дел на Македонија, каде што бројката на овие листи е поголема, каков што е примерот во Македонски Брод, каде што се доставени 9 независни советнички листи. Во продолжение на дневникот малку статистика. Бројот на работници во индустријата во јули е зголемен за 2,6% во споредба со јули минатата година, објави денеска Државниот завод за статистика. Според статистичките податоци, зголемен е бројот на работници во секторот рударство и вадење на камен за 0,3% и во секторот преработувачка индустрија за 3%, додека во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација забележано е намалување за 0,3%. Во периодот јануари-јули, бројот на работници во индустријата е зголемен за 1,1% во споредба со истиот период лани. Околу 20 на пациенти кои боледуваат од ретката болест Вилсон, од кои тројца се од источниот дел од државата, се оставени без терапија. Сдруженијето од Министерството за здравство бара итно решавање на проблемот и обезбедување на потребната терапија за овие лица. Околу 20 на пациенти кои боледуваат од ретката болест Вилсон се оставени на милост и немилост. Речиси 2 месеци ја немаат потребната терапија. И ако не се лекуваат, може да се соочат со тешки последици по своето здравје, информираат од Сдруженијето Вилсон. Нашето барање е да има континуирана терапија, затоа што секое одложување и незимање на терапија значи дека е можен значителен прогрес на болеста, на лошо, кој што за жал оваа болест може да заврши фатално доколку не се зема терапијата на време. За сега користат само половина од терапијата која им е задолжителна и немаат конкретни информации кога ќе ја добијат. Од Министерството за здравство, како причини им ги навеле тендерската постапка, но и зголемување на бројот на пациенти. Ова за мене е несфатливо, затоа што Вилсон е болест во која што се знае точно терапијата колку треба да биде. Значи не е нешто што се зима по потреба, туку се зимаат одредена доза на лекови континуирано. Веќе недостаток имаме повеќе од 2 месеци и последниот пат кога земавме лекови, тоа беше, да речам, дури помалку од половина од потребната количина. Ако зимаме 8 кутичиња за 2 месеци, значи да е доставени само 3. Вилсоновата болест е генетско нарушување, кое се карактеризира со неможност на организмот да го исфрли бакарот и тој се таложи во црниот дроб, мозокот и очите. Вилсоновата болест не е фатална, ако се открие навреме и ако навреме се почне со терапија. Редовната терапија овозможува и нормален живот со минимални диететски рестрикции. Во источниот дел од државата има 3 пациенти, од кој еден во Штип. Во Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев 30 на ученици се дел од летната школа за дизајн. Учениците, од наставниците и студентите на Технолошко-техничкиот факултет учеа како да ги цртаат своите креации, но и како да ги изработат. 30 на ученици од основните и средни училишта беа дел од летната школа за мода и дизајн, која организираа Технолошко-техничкиот факултет и Националната библиотека Гоце Делчев од Штип. Менторот на летната школа Сања Ристевски од Технолошко-техничкиот факултет и незините двајца студенти ги учеа децата изминатите денови да цртаат, моделираат и изработуваат текстилни производи. Пред се овие летни школи се добри од причина што се дозволува на децата уште во најрани години да ги откријат нивните таленти, независно дали станува збор од областа на дизајнот, дали станува збор од областа на, не знам, на уметноста, математиката, музиката и така натаму. Па така, Штип нели ни е град на текстилот, има еден куп конфекции кои што нели функционираат. Па така, доколку овие деца си ги откријат нивните таленти, се надеваме дека во иднина тие ќе станат и наши студенти. Ова летна школа, иницијативата произлезе од самите учесници на претходната летна школа и се одржува во соработка со Техничко-технолошкиот факултет. Очигледно дека учениците се задоволни, а со тоа докажува дека нивната соработка и понатаму ќе продолжи.
Лина Продановска, ученичка од Скопје, која во текот на летото била на гости кај своите баба и дедо во Штип, вели дека искористила приликата во текот на летото да учествува во летната школа, а од страна на наставниците и студентите ги научила основите на дизајнот и моделирањето. Ние тука прво научивме нешто за креирање, за тимска соработка и заедно креиравме колекции. Учесник сум и на претходните летни школи, како и на оваа школа за дизајн. Интересно е што овде правиме самите колекции и имаме можност да изразиме нашата креативност. Цртежите и креациите на учениците може да се видат на изложбата која е поставена во Штипската библиотека. Почитувани гледачи, овде го заокружуваме четврточното издание на Вестите. Благодарност за вниманието, но ве поканувам да останете во продолжение со Ирис телевизија. Нарете регионалниот магазин Отворено на тема. Наш и ваш гостин е поранешниот директор на финансиската полиција Александар Трагачевски, инаку актуелен член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. А ние се гледаме во следното издание на Вестите. Довидување до тогаш.